Штетните политички наративи имаат повеќе влијанија, меѓутоа би издвоил две за мене кои што се најважни. Прво мислам дека на повеќето луѓе во општество им е јасно дека во општеството ни недостига општествена кохезија. Знаеме дека таа кохезија недостига и меѓу етничките групи и внатре во рамките на етничките групи. И сега штетните наративи политички имаат функција на зголемување на овие поделби, намалување на општествената кохезија и на тој начин некако придонесуваат до спречување до тоа што би било општествена соработка меѓу различни групи, индивидуи и така натака. Втор аспект кој што е нешто потесен и политички повеќе, значи директно политички, е што штетните наративи се користат како некој метод на политичка мобилизација на граѓаните, вклучително и при гласање. Се што мислам тука, под ова, во многу општества низ светот имаме ситуации каде што политичките партии, например, креираат програми, меѓутоа не ги исполнуваат, не се веродостојни во исполнувањето на програмите. Граѓаните се свесни за оваа ситуација и затоа една од мотивациите за гласање не е каква програма има партијата, затоа што едноставно се очекува дека најверојатно нема да исполни. И во таа ситуација штетен политички наратив доаѓа како некоја замена. Во наше општество имаме и други, например, тоа што го нарекуваме купување на гласови. Доаѓа како замена за таа програмска политика што практично ја немаме. И во оваа смисла штетните наративи придонесуваат и кон некоја демократска дефицитарност во нашето општество. Значи имаат и политичка, освен некоја поширока општествена импликација.